Извинување. Се извинувам на сите оние луѓе кои случајно се најдоа со мувата на капата на претходното видео. Се извинувам што егото не им дозволи да слушнат потаму од првите 10 збора. А уште повеќе се извинувам што него не изгледаја цело видео на YouTube за да сватат поентата, пошто темата беше логиката во државата и нелогичните работи и муабети. И муабетот беше општ за сите. Ама добро. Зошто човек да се потруди да свати поентата ако може да се налјути, така логично. Исто така се извинувам и во име на сите што ми патија навреди и закани по коментарите. Со надеж дека следниот пат така кој се возбудат од ништо и ќе сакат да навредат или да се заканат на некој ќе ги подучи дека и тоа е против закон. Затоа јас се извинувам во нивно име. Да не биде после вака така работата не ни каже. Исто така се извинувам што сум можда единствениот човек што го промовира малото и што всушност прави нешто овде и што секогаш бил човек кон сите. Очигледно треба да поработам на себе си, пошто се што треба за да се избришат години позитивно постоја е вистината. Тоест видео што нема благе везе со навредите, ама добро. Не мора се логика да има. Како и да е, проштевајте. Вознемирен бев од цела неправда што ми се случува цел живот и ќе продолжи да ми се случува, пошто нели кој те праша. И толку поќе немам што да кажам. Ствари од ја немам што да кажам. Само дај да маниме шпицата пошто помина цела епизода. Можи? Ајде да те пуштам. Чудна работа, мајка. Сите се изгорени да се газат од смеење со вистината. Зам кој се работи за нешто друго или некој друг. О, алалда ти е видеата, шубо му го велиш, само ти ја кажуваш вистината, браво за алалда ти. Сите се кефе под услов вистината да е таму некаде, подалеку. Во моментот кој почне да се приближва, значи не мора ни да е упатена негде работата. Може општ муабет да се прави. Ама се најде некој со мувата на капата, готово. Проблем. Пример минатото видео. Тема на видеото логика или нелогичните работи што се дешаваат во држава. Муабето општ по општ не може да биде. И то трета епизода логика е, значи две претходно снимивме. За се збораше и допрва ќе се збора. Примери во видеото искористени од сите области. Од политики, од ова, од она. Значи општ муабет за нелогичностите што ни се дешава. Што ги живееме секој ден. Арно, знаеш како? Кој те праша бе бату? Значи една реченица доста е да мани негде во егото, во емоциите и се возбудват луѓе. Толку треба. Ема тие што цело видео да го гледат, кој си ти цело видео ти го гледат да те сваќат поентата. Зошто да го изгледаш цело видео и да сватиш поентата, ако можеш да слушниш една реченица и се налјутиш, така? Сам логично. Аман ти се молам. Исто ко жените, пример, кои се помлади. Ти му збораш, пример, полсат, му раскажваш тука, ова направив, она, вака направив, така, ќе слушти пред 20 минути некоја женска особа во приказната што си ја спомнал негде од нигде никаде. Небитно, разбира. И ти не знаеш што си спомнал, нешто си спомнал и та не слуша ништо понатаму. Ти можеш свето понатаму го имаш спасено во приказната. Нема врска, бате, која беше таа што ја спомна таму некаде. Така и овде, фокусот тоа е. И колку подолго време збораш и објаснуваш, толку подолго време му даваш за слободна интерпретација, што во ниеден случај не е добро. И се логично и во тој и во овој случај не би ни требало да постои муабето, камоли да се објаснуваш. Ама знаеш како? Кој те праша, бе, ба? Тоа дали си крив или не си крив не е битно. Битно ќе те осудат. Па ти со здравје си го носиш. Таа е логиката кајна. Значи не е чаре да се дослуша муабето и да се свати поентата. Единствен начин за да се свати поента и да си слуша муабет кајна се ако се работи за некој друг. Трач рубрика. Зато се е на трачарење фрлено. Ти кој се работи за други е многу полесно. Кога ќе дојде приказната поблиску, тогаш нема што да се слуша, што да се разбира. Тогаш вниманието е 2 секунди. Оти зошто си ја мачиш душата и да слушаш, кој може да се налјутиш и да вреѓаш после. И тоа е уствари главниот проблем општо во државата. Никој не слуша за да разбери, сите слушат за да вратат, да одговорат, контра да влезат. То најубаво може да видиш по коментарите. Ќе видиш изнапишано како не ти е срам, ваков си, таков си. Шо има врска јас каков сум со темата. Па друг пишал вреѓаш си, смејуваш. Со кој бе друг? Во која реченица има вреѓање и смејување? Правиме муабет за немање логика на работите. А работите што и кажавме стварно немат логика. Тоа е факт, пошто сите во државата барат еднакво и барат се да е фер еднакво за сите. Дур не дојде момент да биде се еднакво. После не чини еднакво. После имаше коментари од типот: "О, ти не збораш за дрогата, не знам колку тони ја поминале границата." Каква врска имаше то со муабето што правевме таму, да мо тепаш не знам ти кажа. Логика нула. Мислам, добро, факт е дека веста дека поминвале не знам колку тони дрога преку граници и наводно никој ништо не знае. Не знам дали има нешто понелогично, тоа ама добро. И колку и да е то нелогично, што имаше то врска со муабето во видеото ми објасни. Значи најако од се во вакви ситуации ми е колку коментарите го потврдват муабето што прам, поентата потврдва. А поентата беше дека логиката не ти работи кај
денес, бате. Па имаше коментари, шо демек 5000 евра кола луксус е? За кој како бе, бате, за тебе може и не е луксус. За мене е луксус, а не земам социјално. А социјалната помош е пресмешна, брат. 5000 денари за ништо не стигат. Како можеш со 5000 денари да имаш 5000 евра кола? Нема логика, така? И за тука имаш коментари, а ти љубомориш, море, дај Боже да имате сите. Дај Боже сите на светот да имат поќе од мене, и пари, и среќа, и љубов, и успес, и се од срце ви посакувам. Ама то не беше темата на муавет, ја љуфкаме поентата. Па имаше многу разочарани од типот, демек те знам, тука си растен како не ти е срам. Точно растен сум тука. Ама чим не си го разбрал муавет, очигледно не ме познава. Може знаеш кој сум, ама не ме познаваш како личност. Оти тие што ме знаат го разбра муавет. Знаат дека не сум човек што збора за им. Знаат точно како сум израстен, кој ми се другари, се знаат. И на крајот на денот, ако знаеш кој сум и од кај сум, треба веројатно да ти е јасно и дека знам многу појќе. Ствари шо многу појќе не оти беше нешто кажано, ништо не беше кажано во видео. А имам приказни да кажувам за тука, можам 2 години да снимам секој ден комотно. Па имаш и коментари од типот, тука видео ако снимаше, сега се правиш нешто, не знам шо, забора од кај си. Па батиња, чим сум снимал видео и чим сум направил нешто за просторов овде, очигледно не сум јас тој што заборел. Па и закани ми упатеа многу, те знаеме кој си, кај си, ќе видиш ова она. Точно, ме знаете и кој сум и кај сум. Минатата епизода со то видеото што не го доизгледавте, пробавме да се подучиме дека тие јавните закани не се баш легални. Арном очигледно после сите извинувања што ги видовме денојве, па на некој луѓе не буди памет. Се шо е мое, јас пробав да ве подучам. Па вие како сакате. Сакате коментирајте слободно, сакате кој ме сретните на улица, кажете ми. Пошто ќе се сретниме сигурно. Па шо знаеш, мушке најми логично објаснување за цела ова галама. Пошто јас сам очигледно немам да го најдам. Тоа брат, луѓето ги понесва емоцијата, се возбудват многу, нервоза ги фаќа, без да те дослушате суди. Знаеш што ти е то така? Оти овде кај нас луѓето ги прат работите или за пари, или за галама, да ме кој сум јас за статус некаков, или за ина, за контра, за пакост некак. Друга опција нема. Ретко има луѓе што си ја сакат работата, што ќе излези и ќе си ја каже искрено мислење. И пошто сите така прат, кога ќе почне ги годи вистината, тие мислат дека за инат збор. Дека ова сега или го правиш за пари, или некој ти има речено, или го правиш за гледаност некаква. А ако се познаваме како што многу тврдат дека се познаваме или дека другари сме биле, ќе знаеш дека јас си го кажувам мислењето отворено така како што е. На сите можни теми. Никогаш во веко не сум направил ништо за инат на никој. Ако можам да поможам, супер, ако не можам, никому ништо. И најмалце од се сите овие муабети се за некаква гледан. Демек за лајкој ова го работ. Значи да се разбериме на работа. Ако правев видеа за лајкој, тоа сигурно немаше вистината да ја кажам. Ќе се занимавав со трач рубрики, со коментирања, со чуда. Ќе измислував пренкои, ќе измислував глупости што ги гледат луѓе. Сигурно немаше да снимам епизоди за системо каков е никаков, за работи што не чинат, за возачи и за не знам шо. Ама на крајот на денот знаеш како? Кој те праши? Тие што ме познават, нема потреба се објаснува. Тие што не ме познават или што мислат дека ме знаат, секако ќе си мислат тоа што сакат да си мислат, така што слободно кој што сака нека си мисли, кој сака нека разбира, кој сака нека не ја разбира поентата. Ваше право, ваша работа. Па на крајот на денот не мора ни сватен да бидам. Така, кој погодил на сите, па јас да му погодам. Така што доста е за денес. Јас ќе си продолжам муавето во следните епизоди, па вие кој како сакат. Кој што ни веле нас порано, големи сте, вие си знаете. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.